Со петиција на која се потпишуваат ученици и граѓани, средношколците од Кочани се одлучија да бараат поддршка за средба со одговорните во Министерството за образование. Велат дека на средбата тие би ги искажале своите ставови околу начинот на полагањето на државната матура и екстерниот испит. Сметаат оти во претходниот период биле целосно игнорирани од страна на ресорното министерство, па токму на овој начин сакаат да ја покажат масовноста на барањата зад кои стојат најголемиот број ученици. Задоволни се од одзивот на првиот ден од потпишувањето на петицијата и очекуваат масовноста да продолжи во текот на наредните денови. Можам да кажам дека одзивот е засега добар. Од изутринава имаме околу 400 подписи само во нашето училиште, еве за краток период огромен број граѓани доаѓаат во градскиот трговски центар и ни ја дадават поддршката. Сите знаат дека се бориме за нешто што е правилно, за нешто што е разумно, и затоа верувам дека тоа е причината поради која што граѓаните даваат и ни доваѓаат и ни ја даваат поддршката. Собирањето на подписите ќе продолжи во текот на оваа недела, поради што Коцев упати повик до граѓаните да им дадат поддршка на нивните барања. Ја користам приликата јавно да ги повикам мајки, татковци, родители, баби, дедовци. Дојдете, потпишете се на оваа петиција за подобро образование, за европско образование, да биде слушнат гласот на средношколците, да учествуваме во носењето на идните средношколски закони и да се бориме да го направиме образованието по мерка на сите, онакво образование како што сите заслужуваат. Подписите во училиштето ќе се собираат во текот на целата недела, а во трговскиот центар и во вторник на 21 април, во периодот од 12 до 15 часот. Подписите се собираат на ниво на цела Македонија и на крајот ќе бидат испратени до Министерството за образование и наука, пошто средношколците очекуваат да се случи некаква средба за да се реализираат преговори меѓу двете страни.